По повод Меѓународниот ден на жената, 8 март, дечињата од детската градинка Ацо Караманов од Радовиш одржаа приредба во чест на своите мајки. Приредбата беше организирана со помош на воспитувачките и тоа во секоја воспитна група. Како што истакна Љупка Тренчева, директорката на градинката, целта на приредбата е децата на убав начин преку стих да ја изразат љубовта кон своите мајки. Целта ни беше како детето на најубав начин, искажам преку стих, да го честита празникот на својата мајка како еден од најубавите поклони што може да го добие една мајка. По тој повод ние организиравме и работилница со вработените, креативна работилница, значи сето тоа е во 8-мартовската програма. Креативната работилница се случи за прв пат и беа вклучени вработените од воспитно-образовниот процес, каде што на најкреативен начин изработија честитки и цвет. На приредбата присуствуваше и првиот човек на општината Сашко Николов, кој на вработените од понежниот пол им го честиташе денешниот празник и им посака и натаму да се борат за еднаквост и рамноправност со мажите. Секогаш е пријатно да се биде во ваше присуство, во ваша дружба. Еве, јас би сакал само со неколку зборови да ви го честитам денешниот ден на жената, да ви посакам да бидете живи, здрави, долговечни, да ве пратат убави моменти, да со вашиот пример, со вашата посветена работа, во вашата работна кариера, бидете добар пример за денешните генерации, а секако ние сме тука како денешни чинители на општеството да го продлабочуваме овој равномерен заеднички развој на општеството во делот на родовата рамноправност меѓу мажите и жените, и јас мислам дека сме на добар пат таа рамноправност да ја издигнеме на највисоко можно ниво. Нека ви среќен празникот. Согласно 8-мартовската програма, дечињата секоја година изработуваат честитки и цвеќиња за нивните мајки. За прв пат оваа година во градинката се одржа работилница и тоа со надпреварувачки карактер, на која 3 воспитувачки беа наградени за нивната креативност, истакна Тренчева. Дел од овогодинешната програма беше и ликовната изложба на тема Цвет за мама, во која беа вклучени дечињата и на неа беа наградени 7 од нив.